Почитувани, добро вечер и добродојдовте во најновото издание на Спорт 1, вашиот редовен спортски информатор секој петок 22 часот само на 1 ТВ. Минути посветени на фудбалот има и зошто, бидејќи ни предстои финалето од Купот на Македонија меѓу најдобрите тимови во овој дел од надпреварувањето Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров. По тој повод вечерва главна тема во студиото на Спорт 1 ќе видат тренерите на двата тима како добра увертира пред она што допрва не очекува финалето на 22 мај, кое ексклузивно ќе биде со пренос на 1 ТВ. Покрај оваа тема, она што ја одбележа изминативе 7 дена или изминатата седмица зад нас е нормално назначувањето на новиот предводник на Кошаркарската федерација, Перо Антич. Имаме ексклузивно интервју веднаш по назначувањето за нов председател на Кошаркарската федерација. Тука и Европскиот куп во традиционалното карате, кој остави посебен белег пред на почетокот во мај. Имаме интервју со Дејан Недев и неговите ученици или македонски репрезентативци кои остварија на вистина солидни успеси. Накрај секогаш и награди за најупорните и оние што редовно не следат. Затоа не го менувајте каналот, останете со 1 ТВ, се враќаме за кратко. Непосредно пред финалето од Купот на Македонија, тренерите на Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров во Спорт 1. За одличната сезона, за трнливиот пат до битката за трофеот, Тренчовски и Таневски како добра увертира за она што допрва не очекува во финалето на 22 мај, кое ексклузивно ќе биде пренесувано на 1 ТВ. Награди за најверните и овој петок во Спорт 1 од 22 часот. Почитувани, добро вечер уште еднаш, како што најавив, тренерите на Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров во нашето отворено студио во Спорт 1. Добро вечер за Југослав Тренчовски, добро вечер, тренер на Академија Пандев, исто и Александар Таневски, тренер на Македонија Ѓорче Петров. Добро вечер, благодарам на покана. Имавме навистина возбудлива сезона. Трнлив пат, големи битки, елиминации, интересни, возбудливи надпревари. Дали сте подготвени сега Македонија, како што знаеме, Академија Пандев, 3 години веќе активен прволигаш во Македонија, ново формиран клуб од 2010-та. Покажавте заби уште минатата сезона за веќе оваа година за прв пат да се борите и за куп титулата. Вака, значи, морам да ви исправам, ова е наша втора сезона во прволигашка конкуренција. Сениорскиот тим е формиран веќе 5 години. Секако дека во клубот макотропната работа, значи, дава резултати. Ние се трудиме, значи, како тим, како стратегија, значи, да дадеме колку што можеме повеќе допринос за развојот на младинскиот фудбал, односно на фудбалот воопшто во Македонија. Не случајно, значи, нашиот тим е според мене, и според сите статистики, можеби најмладиот тим во лигата. Значи, секако дека овој тим има потенцијал, се трудиме, значи, да го искористиме тој потенцијал. Нормално дека зрееме со текот на надпреварите, со текот на годините и мислам дека сосем заслужено стигнавме до финалето на Купот на Македонија. За разлика од Академија Пандев, Македонија Ѓорче Петров веќе трето финале, но по пауза од 10 години. Колку тимот е подготвен за новиот надпревар или највозбудливиот во самата завршница? Вака, само што кажавте, трето финале, тоа говори дека Македонија Ѓорче Петров е тим со традиција и дека долги години на македонската фудбалска сцена обстојува на едно врвно ниво. Сега подготвеност нормално, како да не за едно финале, затоа што патот беше можеби тежок, но мислам дека го заслужив. Така, да не заборавиме, и Македонија Ѓорче Петров има и една освоена титула, 2009 или 6 година беше, не паметам точно сега. 6 мислам. Така. Напоменавте, напорен беше патот и за двете екипи, можеби нешто поблаги надпреварувачи или ривали имаше Академија Пандев. Како издржавте? Кој период, да речеме, беше најтежок? Значи вака, во секој случај ние имавме далеку полесен пат да стигнеме до тоа финале. Значи
честитки за екипата на Македонија Ѓорче Петров, која што навистина имаше потежок и потрнлив пат. Самата елиминација на брендови и клубови кои што значат во македонскиот фудбал, како што се Работнички и Вардар, зборат за успехот кој што го има постигнато Македонија Ѓорче Петров. За разлика од нашиот противник, ние имавме малку полесен пат. Имавме, значи, Почнавте со Лабуништа, победа 3-1, Брегалница излеговте исто така подобри со навистина голема гол. Така. Разлика следуваше Кораб, исто така 3-1, 6-1, две победи и на крај полуфинале против победа која всушност го елиминира и бранителот на трофеот Шкендија и со победа две победи 3-1, 3-1. Така, според мене најголемо изненадување беше елиминацијата на Шкендија од тимот на Победа. Кога веќе беше елиминиран тимот на Шкендија, веќе насетувавме дека ете ни се пружа шанса да влеземе во тоа големо финале. По самата ждрепка дека кога ја добивме победа, веќе постоеше некој оптимизам. Нормално требаше само време да се заврши работата и мислам дека далеку имавме полесен пат од нашиот противник Македонија Ѓорче Петров. Така е, Македонија Ѓорче Петров почна со превалец 0-2, следуваше Вардар, еден од големите фаворити, нели секоја сезона со оглед на тоа нели колку вложуваат Шкендија и Вардар во домашниот фудбал. Но после Вардар дојде и Работнички изненадување со две минимални победи, за во полуфиналето исто така со две минимални победи против Беласица. Па, Како е да се победат ете најголемите фаворити и Вардар и Работнички? па како е? Тешко на терен нормално, затоа што Вардар и Работнички се тимови кои последните 7-8 години играат во завршните надпреварувања и се главни претенденти секоја година за излез во европските надпреварувања. Со тоа што Вардар беше и минатогодишен представник на Македонија во Лигата на Европа. Значи, кога имате противник што играл во Лига Европа истата таа година и играте против него, нормално дека имате и голем мотив, затоа што Вардар е голем мотив за секој кој игра против Вардар. Ни се укажа прилика, мислам дека зрело пристапивме на тој надпревар и првиот надпревар на гости го игравме нерешено 1:1. Вториот на домашен терен ја искористивме укажаната шанса и отидовме понатаму. Потоа дојде надпреварот или двомечот со екипата на Работнички, исто тим кој значи нешто на македонската фудбалска сцена. На домашен терен направивме водство од 1 гол и успеавме да го зачуваме на гостински терен и на крајот и да победиме со 0:1. Надпреварите со Беласица Тогаш малку можеби издивнавте кога си рековте успеавме да елиминираме два фаворити. Следува Беласица која има проблеми нели во домашното првенство и не е екипа од рангот на како Вардар и Работнички. Дали тогаш помотивирани истрчавте на теренот и кога видовте дека се ближи крајот нели за битката? Па нормално, ние во Македонија Ѓорче Петров стално гледаме позитивно на работите и кога заврши полусезоната веќе знаевме дека не очекува тимот на Беласица и пристапивме максимално сериозно. Мислам дека уште на првиот надпревар во Струмица покажавме сериозна игра и имавме шанси да го решиме надпреварот уште, мислам, полуфиналето таму, на нивни терен. Заврши 0:1, но и на домашен терен покажавме дека во моментот од Беласица бевме поквалитетен тим и заслужено се квалификувавме во големото финале. Академија Пандев и минатата година, иако дебитантски, како што напоменавте, покажавте сили, покажавте квалитет, заби и стигнавте и до полуфиналето. Тогаш, да речеме, ве чинеше неискуството на играчите кои генерално се истите и оваа сезона. Така, значи мора да учиме од грешките, нели? Тие ни се главен показател за тоа што треба да работиме во иднина. Нормално, значи, ние го игравме тоа полуфинале со ФК Пелистер, кој што веќе со едната нога беше второлигаш. Го изгубивме првиот надпревар во Битола 2:1. На реваншот во Турново имавме пех со тоа што противникот многу рано ни поведе со 0:1, па моравме да се враќаме во надпреварот. За наша среќа стигнавме до 2:1, отидовме во изведување на пенали и кога имавме одлучувачка односно кога имавме одлучувачки пенали, моите играчи, односно нашите млади играчи промашија 5 пенали поред и така испаднавме, значи, од полуфиналето, односно не се пласиравме во големото финале. Но морам да кажам дека
заслугата за тоа што сега сме во финале апсолутно оди исто на тие играчи кои што ете во минатата година не покажаа доволна зрелост, за разлика од минатата година, ова година далеку повеќе покажаа прогрес, значи тие се најзаслужни за тоа што еве имаме некои резултатски успеси не само во кога станува збор за куп над прворањето, секако морам да искористам приликата да ги пофалам моите пулини со тоа што го прикажаа на преварите во прволигашка конкуренција, затоа што веќе на неколку кола пред крајот ние го обезбедивме третото место, кое што значи квалификацијски натпревар во Лига Европа. Така, историски деби настап или излез на европска сцена. Дали Македонија Ѓорче Петров ќе го искористи тоа, бидејќи победникот од финалето во купот добива директен билет во квалификациите за Лигата на Европа, кога веќе противникот веќе има обезбедено и заверено билет за квалификација. Така е, кога сме кај пласманот во Лигата на Европа, да им го честитам на стручниот штаб и на фудбалерите на екипата на Академија Пандев пласманот. Мислам дека заслужено според нас. И дали би го искористиле тоа? Секако дека ќе пробаме да го искористиме. Психолошки план би требало да бидете помотивирани, иако битката за трофеот е реално и на двете страни значајна и важна, но би требало според психолошкиот план да дадете повеќе напори, поголема мотивација да владее во тимот за да се искористи тоа и зошто да не и Македонија Ѓорче Петров оваа сезона да игра во Европа. Зашто да не? Све е во игра, но пред да разговараме за надпреварот во среда, за финалето на купот, морам да напоменам дека за нас финале е надпреварот во недела против екипата на Силекс, затоа што сите во клубот сме свесни и фудбалери и стручен штаб и управа дека можеби тоа ќе биде нашиот клуч, нашето финале. Доколку победиме, тогаш може да се надеваме и на нешто повеќе во првенството. А оној надпревар во среда за Академија Пандев, тоа е мотив над мотивите за секој фудбалер, за секој тренер, така да мислам дека моите фудбалери ќе дадат 300% од себе и дека ќе дојдеме до трофеја. Точно така, притисокот е повеќе на ваша страна, со мирна глава можат сигурно Академија Пандев да го дочекаат финалето со оглед на 2 рунди до крајот од домашниот шампионат. Веќе имате сигурна трета позиција, мислам дека и амбиции постојат и за второто место. Како и да е, како што кажа Таневски, оваа недела или сега предстојниот викенд следува навистина тежок надпревар за Македонија Ѓорче Петров, преку кој ќе се бори, ако за ништо друго, за сигурен опстанок во домашното првенство, а потоа може и со мирна глава да го дочекаат финалето. Ме интересира колку играчкиот ростер, дали се подготвено, сите се здрави, играчите, дали имате проблеми можеби пред овие надпревари и во првенството и клучниот потоа. Така, значи во текот на првенството нормално како секој тим се соочувавме со одредени проблеми на повредени играчи, пред се овде мислам на поискусните Дориев и кој што е релативно малку поискусен, тој е 95-та роден, и Ванче Шиков. Во моментот сите се ставени на располагање, сите се свесни за важноста на тоа што ни следува, значи сите мислени се насочени кон тој надпревар во среда, значи за финалето на купот. Ако мене би ме прашале, јас сигурно би ја посакал најдобрата опција и за Македонија Ѓорче Петров и за нас, да Македонија Ѓорче Петров ги добие следните 2 надпревари, да заврши 4-ти на табела, а ние да го освоиме купот и така да сите заеднички отидеме значи во Европа. Им посакувам значи успех на следните 2 надпревари. Се знае дека финалето е предизвик за секого, значи ние во младинска конкуренција имаме освоено неколку куп финали, почнувајќи од пионери, кадети и младинци. Дел од тие играчи се дел и од првиот тим. Мислам дека не име прв финален надпревар. Знам дека имаме потенцијал, можеби искуството, не можеби, него сигурно искуството на страната на Македонија Ѓорче Петров. Морам да ги спомнам тука имињата на прекалените играчи Кировски, значи Остоја Степановиќ, Боби Божиновски, младите Ерсен Сали, не смееме да ги заборавиме ниту оние јужни американци, пред се бразилците кои што дават посебен шмек на играта, значи на Македонија Ѓорче Петров, но ние како Струмица, како фудбалска Струмица, немаме до сега добиено нити еден трофеј, значи зборам во сениорска конкуренција, нити Беласица, нити некој друг клуб во Струмица. Јас се надевам дека ние ќе бидеме тие кои што ќе го донесат првиот куп трофеј во Струмица.
Александар, кај вас како е здравствената состојба, сите играчи подготвени ги очекуваат овие следни предизвици? Така е, кај нас во тимот здравствениот биланс е на добро ниво и кроз текот на првенството. Значи немавме поголеми проблеми. Стручниот штаб има големи заслуги за тоа. Значи на физички план изгледавме доста добро подготвени, со тоа што и немавме некои посериозни повреди. Сега да чукнам ударво, како викаат, пред финалето и пред последните два надпревари во првенството, влегуваме сите 100% подготвени и ќе дадеме се од себе да биде позитивен и резултатот во првенството и резултатот во финалите од купот. Со оглед на тоа што и двете екипи стигнавте до самиот крај во купот и ја расшаравте Македонија на скоро сите терени, тука доаѓа прашањето колку сте задоволни од условите кои ги нуди денеска македонскиот фудбал и дали ние можеме да разговараме за елитен фудбал или блиску до Европа според инфраструктурата и условите кои денеска ги нудат терените ширум Македонија, соблекувалните и останато. Па нема да биде прв пат ако кажем дека инфраструктурата е рак рана на македонскиот фудбал. Секако значи за самата популаризација, за враќање на публиката на терените, мора да се најде некој начин да истата биде привлечена. Не знам, еве, нашите соседи покажуваат некои добри примери. Пред се овде мислам на изградба на инфраструктура, на вршење на ТВ преноси кои што ќе бидат во ноќни термини, дали ќе се постават некои услови да секој прволигаш поседува терен или стадион со кој што има ноќно осветлување. Значи треба да се најде начин за да се популаризира, затоа што примерите од соседна Бугарија, соседна Србија, соседна Црна Гора доста добро ни кажуваат дека ние можеме, односно имаме пример од каде да излечеме. Мислам дека сите клубови треба да имаат сопствени терени, односно сопствени бази. Ние имаме среќа да кај нас инвестира Горан Пандев, ние правиме сопствен тренинг центар кој што е во крајна фаза, во завршна фаза, ќе ги имаме оптимални услови за одигрување на тие надпревари, да кажеме првенствени надпревари, нормално покрај главниот терен ги имаме и тие помошни терени и мислам дека примерот на Вардар во минатото, нашиот пример и некои други слични примери треба да бидат за сите тимови во нашата прволигашка конкуренција и нормално да имаме многу повеќе медиумска застапеност. Таневски блиску сме до условите кои ги имаат Академија Пандев и Вардар, делумно и Шкендија, останатите прволигаши и второлигаши со оглед дека игравте. Па вака, во поголем дел од би се сложил со мислењето на колегата Тренчовски. Значи популаризација и поголема медиумска застапеност може би фали на македонскиот фудбал. Инфраструктурно ние секогаш почнуваме од себе си. Значи Македонија Герче Петров како клуб во последните 2 години мислам дека е во нагорна линија. Инфраструктурата во нашата општина, да напоменам дека за да се дојде до ова европско ниво, за да се бориме до последните кола за излез во Европа и да играме финали на куп, доста ни помогна законот за спорт за донации и општината Герче Петров, нормално тука и нашата управа. И почнувајќи од тоа, инфраструктурно променивме доста работи. Значи трибините на нашиот стадион, имаме уште еден помошен стадион што ни овозможува, например, кога не се временските услови погодни на нашиот главен стадион, тренираме на вештачкиот терен. Малку по малку, на државно ниво, мислам дека квалитет фудбалски има. Може би не се сите екипи на нивото на Шкендија, на Вардар, кој покажа последните години како треба. И тоа го покажа и резултатите на Вардар. Значи, они за неполни 3-4 години се пласираа во Лигата на Европа, што за балкански услови е доста голем успех. Другите тимови, мислам дека и со поддршка на федерацијата, со зголемување на лигата, со големи финансирања во фудбалот, ќе допринесе сето тоа за поголем развој, за враќање на публиката. Ако споредиме пред 20 години, можеби терените и стадионите биле исти, но публиката била на стадионите. Не исти и сигурно и многу полоши пред 20 години, сепак жарта за гледање фудбал, за присутност на фудбалските терени беше огромна. Така, и тоа не може да се спореди денеска. Може би тука и медиумската покриеност, што спомна колегата. Квалитетот го има. Квалитетот на надпреварите мислам дека е и ова првенство во оваа година на македонската прва лига е доста интересно за следење. До самиот крај не се знае кој ќе
биде при излез во Европа, кој ќе испадне од лигата, што значи нуди добри надпревари, нуди интересни надпревари, каде што квалитетот на екипите е скоро изедначен, секој секого може да победи, секој со секого може да се надигрува. Показател е и пласманот наш во финалето и на екипата на Академија Пандев. Тука беше Шкендија, Вардар, Работнички, што значи квалитет има, само треба нормално. Уште повеќе вложување, повеќе медиумска застапеност и сите раководни лица на клубовите да се зафатат за работа и да го покренат нивото. Така. Покажавте дека последниве години дека доколку се вложува, резултати има, но верувате дека ја вративте барем вие како Академија Пандев ја имате публиката на ваша страна? Доволно имате публика на прволигашките надпревари? Секако дека не е вратена целосно. Нормално, значи имаме се поголем број на подржувачи, но тоа не е доволно, значи за еден прволигашки надпревар. Можеби нашата филозофија на работа е малку поинаква. Значи треба да се смисли нешто нормално. Тука треба да бидат вклучени и државните органи, нормално Фудбалската федерација која што нели под чија капа сме ние. Еве како пример, значи доста млади играчи на талентирани, значи на своја 16, 17, 18 годишна возраст излегуваат надвор од нашата држава, значи секој што ќе ја има првата прилика и кој ќе се укаже дека може да отиде негде надвор, сигурно заминува. Значи имаме ние примери од нашиот клуб, значи Јани Атанасов е во Бурса Спорт, исто и Кристијан Трапановски кој што отиде во Славија Прага. Јас сум сигурен дека, не знам, Ели Фелманс од Работнички и многу други кои што отидоа на многу млади години, имаме играчи во Спортинг, имаме играчи значи во Италија, доколку работата во нашите клубови, доколку инфраструктурата, значи, доколку самата заедница, пак ќе кажем и Фудбалска федерација помогне во сето тоа, мислам дека ќе најдеме начин да ги задржиме малку подолго време овие играчи, зошто да не, да еден Елиф, еден Јани, еден Трапановски и ред други кои што играат веќе надвор, не излезат на својата 22-23 година. Мислам дека доколку тие бидат овде и играат во нашето првенство, сигурно дека ќе се подигне квалитетот. Се сложувам со Таневски дека ова година првенството е потполно мислам, изедначено. неизвестно не било долги години. Така, значи изедначено, има и одреден квалитет, нормално со својот квалитет скокнува тука Шкендија, Вардар. Не смееме да ги заборавиме нити Работнички и без разлика што има значи резултатски неуспех, тука е секако Шкупи, Македонија, Горче Петров, има изедначени екипи, има изедначен квалитет. Мислам дека треба малку напор за да се стигне до тоа што го посакуваме. Нормално во минатото имало повеќе гледачи, секако тука пак ќе кажем, мислам дека можеби да правиме некои ноќни термини, некои ноќни преноси, затоа што во 16 часот сите би гледале Премиер лига, не знам, можеби во ноќните би гледале Ла Лига, но мислам дека треба да се направи со некоја медиумска помош да се направи за да се привлече колку што може повеќе внимание и да станат повеќе интересни тие надпревари, да самата публика во ноќен термин дојде и ужива да го гледа својот миленик или да дојде да ужива да го гледа некој свој омилен играч. Така. Таневски, сметате дека привилегија, на пример, повеќе странски играчи ќе донесат публика или предност е да им се даде шанса на наши домашни играчи, а со тоа и да се привлече поголема присутност на трибините? Дали ова игра некоја улога? Вашето прашање е малце покомплексно. Јас како спортски работник, како тренер, секогаш би преферирал да даваме шанса на нашите млади фудбалери, како што го прават и во екипата на Академија Пандев, како што и Македонија Ѓорче Петров долги години го прави тоа. Ако се потсетиме наназад плејада од фудбалери од школата на Македонија Ѓорче Петров, можам да ја спомнам таа генерација 95-та која се квалификуваше на Европското првенство во 27 година. Тука имаше минимум 6 или 7 играчи од школата на Македонија Ѓорче Петров. Предходно исто доста фудбалски имиња, сега не заборавам некој да Давид Здравковски, значи Давид Здравковски, имате Игор Алексовски, овие што се Адис Јаховиќ, многу кои играат по европските клубови, Мирко Ивановски, значи да не ги набројувам сите. Значи можеби тие доколку би останале во нашата лига би била интересна. И сега од другата страна па замислете, носите играчи од Бразил, давате друг шмек, друг квалитет, значи друг е интересот. Ја мислам дека можеби и во втората лига треба да се пуштат играчи од странски екипи, како што е случај со другите држави. Пример, во германска 4-5 лига може да сретнете странец од Сенегал или од Нигерија и тоа не дава ништо лошо на македонскиот фудбал.
и можеби и за враќање на публиката ќе допринесе и едната и другата работа. Значи, како што кажавте, се е целта на клубот. Како? Значи, фудбалот е една голема приказна. Замислете Ѓорче Петров, 5 бразилски имиња, еве еден Робсон да Силва или нашите играчи, неколку ефектни голови од слободен удар. Пак е основата на популаризацијата. Замислете голот на Боби Божиновски со Шкупи, така ефектен, да е снимен од 6 камери и да го давате едно 20 пати на вашата телевизија. Мислам дека било голем дел од публиката ќе дојде и ќе сака да го гледа тој натпревар. Мислам дека комплексно е прашањето. И млади фудбалери, и странци, само за покренување на квалитетот. Да. Ја мислам дека и поголем шмек ќе се даде како примерите што ги имаме во Грција, кога една звезда во пензија како Ривалдо што е, го видиме на терените во Грција, прва лига игра, иако можеби неговата играчка кариера е веќе не може да се врати на професионален план, барем не во најсилните европски лиги, ама на овие простори, мислам дека и тоа како ни треба една таква фудбалска звезда, која веќе при крајот својата кариера да биде донесена, со тоа ќе се зголеми сигурно присутноста на публиката. И на крајот од сето тоа, кога он би играл за Македонија Ѓорче Петров, и на неделниот надпревар пример со Силекс, толку битен, интересен, и да се игра во 20 часот под рефлектор на еден полн стадион. Зашто да не биде интересот за македонската прва лига уште поголем? Така. Се согласувам. Условите, ако ништо друго, ги има националната арена Тодор Проевски, каде всушност игра финалет од купот в среда од 18:30 е преносот. Над преварот од 18 часот почнуваме со отворено студио. Тука би сакал и да видиме приказ она што не очекува сега ова предстојно или предпоследно коло од домашната прволигашка надпреварувачка сезона или 35-тото коло, коим се противниците на Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров. Значи Македонија Ѓорче Петров има надпревар против Силекс, клучен надпревар, бидејќи двете екипи се на критичната позиција, или Македонија Ѓорче Петров е на 7-та, а Силекс на 8-та, со изброј на поени, на бодови, и се борат, бидејќи 8-та позиција всушност е последното место кое, ако не директно испаѓа од првата лига, игра плейоф за опстанок. Шкендија, пак бранителот на трофеот кој веќе не е во Купот на Македонија, е домаќин на Академија Пандев. Иако е звучен ривалот, сепак нема премногу да се оптеретувате, бидејќи ја имате барем во првата лига она што ви требаше оваа сезона да фатите приклучок за европска сцена. Останатите двојки се Вардар Победа, Беласица Работнички и Шкупи Ренова. Сега да ја видиме и табелата, како изгледа по 34 одиграни рунди. Значи, Шкендија е веќе старонов шампион со дури 16 предност од второпласираниот Вардар. 3 помалку од Вардар има Академија Пандев со сигурен излез на европската сцена во квалификациите за Лигата на Европа. Е веќе од 4-тото до 8-то место, Шкупи 44, Ренова 43, колку што има и Работнички. Таа 7-ма позиција и 8-ма, Македонија Ѓорче Петров со идентичен број на бодови со Силекс. 8-та позиција, значи, разигрува за опстанок, а отпишани од првата лига ќе бидат последните две позиции. Победа сигурно, а Беласица можеби има шанси, бидејќи остануваат во игра уште 2 рунди. А како што кажав, Академија со Шкендија, каков ќе биде пристапот на овој надпревар? Вака, значи, нормално ние сите мисли се насочени кон тој надпревар во среда, односно финалите на Купот. Далеко од тоа дека во недела ќе отидеме со бело знаме и ќе се предадеме пред шампионот, пред секи им ја честитаме титулата, освојувањето на титулата, и ова година покажа најмногу, заслужено се шампиони на Македонија. Значи, ќе се обидеме да искомбинираме состав, значи тоа ќе биде микс на играчи кои што добиле помала минутажа, но нормално и првотимци кои што исто така ќе настапат и на надпреварот во финалниот надпревар со Македонија Ѓорче Петров. Значи, немаме никакво резултатско оптеварување, едноставно ќе одиме да се надигруваме и кој е подобар противник нека победи. За разлика од вас, Македонија Ѓорче Петров, како што кажавме со Силекс, навистина тежок надпревар, голем предизвик.
потоа и во последното коло против Победа. Па да, може би со сигурност можам да кажам дека ова е надпреварот на сезоната за Македонија Ѓорче Петров. Тука ќе се знаат многу работи, значи во недела во 18:30 часот. Потоа би можеле да мислиме за надпреварот во среда, но до тогаш нашите мисли се насочени кон надпреварот во недела против Силекс. И мислам дека нема да калкулираме со составот, ќе играме со сите сили. Ќе дадеме се од себе за еден позитивен резултат. Сега калкулации има многу. Ја видовме табелата, видовме дека противниците од четвртото до 8-то место се негдека тука. Со победа, ако одиме чекор по чекор, значи тоа беше и нашата цел од почетокот на првенството да избориме опстанок во првенството и што може подалеку во купот. Сега, доколку би избориле директен опстанок во првенството, тогаш може со позитивна мисла да го очекуваме надпреварот во среда. Ќе повторам дека не ни помислувам дека моите фудбалери би имале некој физички замор, затоа што за такви надпревари се живее и едноставно заморот се заборава. Без калкулации го чекаме надпреварот во недела и на најдобар можен начин да завршиме и надпреварот во недела и надпреварот во среда. За крај би сакал да ве прашам дали знаете кој е најтрофеен фудбалски клуб македонски во историјата на Купот на Македонија? Слога Југомагна. Блиску бевте. Може би работнички. Не. И вие многу поблиску бевте. Вардар е всушност најтрофејниот клуб во Купот на Македонија со освоени 5 титули. Има одиграно Вардар 6 финалиња, потоа следува Работнички со една помалку титула од Вардар 4, но има едно финале повеќе одиграно, всушност 7. Слога Југомагната е екипата со најмногу одиграни финалиња, дури 8, но има освоено 3 титули, а 5 втори места. Потоа следува Пелистер со 2 титули, Шкендија исто така со 2, Тетекс има 2, Силекс 2, една има Победа, Цементарница, Македонија Ѓорче Петров, Металург, Башкими, Ренова и Напредок, Маđари, Солидарност и Милано имаат само по едно вице шампионско место во Купот на Македонија. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето присуство вечерва, ќе ви посакам нормално и на двете страни среќа и успех во финалето на 22 мај во среда. Еден ТВ ќе биде тука и ексклузивно со слика да ја пренесе целиот возбудлив надпревар и целата завршница од финалето. Ви благодарам. Па ја би ви заблагодарил за поканата во емисијата и би ги повикал сите Ѓорче Петровци, сите симпатизери на нашиот клуб, како на надпреварот во недела со екипата на Силекс, така и во големото финале во среда во 18:30 да дојдат и да ни дадат подршка, затоа што Ѓорче секогаш е еден скриен вулкан. Треба мала искра за тоа да биде нешто големо. Така да ви благодарам уште еднаш. А националната арена Тодор Проевски пак има простор за сите љубители на фудбалот, така да ако немаат шанси или немаат простор да бидат присутни на трибините, тогаш в среда останува на 1 ТВ од 18 часот со отворено студио, па од 18:30 нормално со директен пренос од надпреварот, па се до 21 часот да го следите финалето од Купот на Македонија меѓу Академија Пандев и Ѓорче Петров. Сега не го менувајте каналот, бидејќи по рекламите се враќам и со останатите содржини. Gde si bio u ponedjeljak? Pa gledao ubice mog oca. Nikad čuo. Utorak? Sport klub, Premier Liga, Manchester City. Ko sam je? A gde si to gledao? Pa na Total TV-u. Nemoj da me lažeš. Odakle tebi Total TV tamo gde si? A Total TV može bilo gde. Top.
каде било во Македонија, гледај повеќе од 220 врвни канали, плюс со EON апликацијата на сите уреди. Првите 8 месеци екстра и премиум пакет за 249 денари. Бесплатна инсталација и сервисирање. Total TV. Бесплатна инсталација и сервисирање. Топ. Наздравле! Една капсула дневно, Г132 плюс натурал и ке заборавите на настинките и алергиите. Празнично пелистарка шаренило. Пелистарка негазирана 3 плюс 1 гратис. Пелистарка газирана 5 плюс 1 гратис. Пелистарка кола, оранж или битер 3 плюс 7 гратис. Пелистарка лесно газирана. Пелистарка газирана со арома на лимон и пелистарка негазирана од 2,5 литри по специјална празнична цена. Убави празници со пелистарка. Стинг на градски, како лек за Македонија. Avalon Production. Животот се состои од движење. Од движење напред, а не од запирање. Кој би можел да му рече не на Габол? Квалитет и дизајн во тек со најновите трендови. Дефинитивно создаден за мене. Секаде со Габол. Бренд полн со живот. Ваше просветно дело. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Добро дојдовте назад по разговорот со тренерите на Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров во пресрет на финалето од Купот на Македонија. Следува она што навистина остави голем белек и голема трага изминативе денови, а тоа беше новиот назначувањето за новиот председател на Кошаркарската федерација на Северна Македонија, така што после Петар Наумовски на председателското столче седнува Перо Антич. А веднаш по назначувањето Антич даде и ексклузивно интервју за 1 ТВ во продолжение колегата Дамјан Николовски. Нов председател, ново име и високи амбиции. Ова ја одбележи оваа седмица во нашиот главен град, во кој одамна кошарката не е прв спорт на сметка на ракометот. Перо Антич го наследи Петар Наумовски на жешкото столче во Кошаркарската федерација на Северна Македонија. Без против кандидат, капитенот на легендарната репрезентација на црвено-жолтите ја доби довербата од делегатите на изборното собрание во средата, пошто најави дека важно е да се вратат насмевките кај навивачите. Чудно е днес од кошаркар на масата, али како се вика, со одличен тим, со добар тим, со добра стратегија, со добра програма, мислиме дека ќе вратиме кошарката. Постепено се разбира со медиумите и вие сте голема палка. Тука е голема помош. Ќе биде приоритет од младите и заживување на кошарката, враќање на навивачите на трибините, на оптимизмот и се разбира селекцијата и издигнување на уште поголемо ниво. Каде што сме биле, по можност да се направи чекор понапред. Трибините да бидат полни, а развојот на репрезентативната кошарка да продолжи со една цел – враќање на скалилото на кое заслужува да биде. Непосредно по добивањето на кошаркарската власт, Антич во изјава за 1 ТВ објасни за дел од неговите планови и амбиции во блиска иднина. За управен одбор и за сите тие комисии треба мислам и заслужува федерацијата прави луѓе и треба не да се избрзува во тие чекори, треба да се размотри најдобрата ситуација. Ние имаме тим, но 15 дена мислам е доволно да се собере тој цел тим за да се исполни таа цела програма и да се врати кошарката. А што се однесува до против кандидатите, се треба да ги прашате нив. Јас сум увек за фер плей, увек сум за предизвик, ова е голем предизвик. Сакаме кошарката, ни дала све, сме имале најубави моменти, сме имали и лоши, така да предизвик беше на мене и на мојот тим и ќе пробаме да ја вратиме и сето тоа што е кажано во програмата да се исполни. Имате сериозно богата програма, високо амбициозна, но имате и неколку од поранешните ваши соиграчи во националниот дрес кои што најверојатно ќе бидат дел од вашиот тим и ќе ви помагаат. За какви промени конкретни можеме да зборуваме веќе во блиска иднина?
пред се позитивни, осмех, да има осмех, да има позитива, да има љубов према кошарката, све некако во медиумите гледате дека све се препукувања, све нешто некои негативизми. Да се вратат навивачите на трибините, да се заживее младинската кошарка, да се ствараат играчи, да имаме како каже еден Србин, имаме дијамант, ама немаме мајстори да се избруси. Ние ќе помогнеме, ние не сме мајсторите, ние ќе најдеме прави мајстори, соработуваме со Дуда Ивковиќ, кој што реков, ББ у Скопје, прифатија да помагаат за македонската кошарка. Сепак тоа се минетни имиња, Желјко Обрадовиќ, има кондициони тренери што соработуваат со нив, да се работи на спремата на играчите, на физикалиите и да имаме и ние деца што ќе излагат се не представуваат во Евролига, Улепоп или во европските такмичења. Pero Антич во својата богата кариера како професионален кошаркар настапуваше во екипите на Работнички, АЕК, Црвена звезда, Лукоил Академик, Локомотив Кубан, Спартак Санкт Петерсбург, со Олимпијакос освои 2, а со Фенербахче една титула во Евролигата, но најголемата слава ја заработи со настапот во НБА лигата за екипата на Атланта. Ова се дели од неговите најдобри настапи во дресот на естребите од времето кога и нашата земја имаше представник во најсилната кошаркарска лига на светот. Draws a trio of defenders, and that leaves Pero all alone. Teague motors in to the trailing Antic. Now the Hawks are starting to play some basketball. Schroeder to the hole, dumps it off, and Pero jams it. A lot more energy, offensive rebounding. Just a nice game. Pero to Al Horford. Така е, новиот председател на Кошаркарската федерација на Северна Македонија, Pero Антич, ветува враќање на македонската кошарка на успешните патеки, но навистина треба и голема работа за истото да се исполни, но едно што е сигурно имаме навистина големи успеси во традиционалното карате. Затоа сведочи и првиот европски куп организиран во Скопје, каде најуспешна беше македонската репрезентација во традиционално карате. По 2 европски првенства. За прв пат во Македонија се одржа европски куп во традиционално карате за јуниори, кадети и деца. Нашата репрезентација беше неуспешна кога во прашање е распределбата на медали. Главен виновник за одличната организација, но за и континуитетот на успесите во традиционалното карате е Дејан Недев. Па, можам да кажам дека сум презадоволен како организацијски, така и резултатски. Бидејќи сите странски екипи кои што учествува на Европскиот куп беа презадоволни од организацијата, како се одвиваше целиот надпревар, од судењето, и мора да истакнам дека на крај, кога ги сумиравме сите резултати, Македонија беше најуспешна, со освоени 30 златни, 27 сребрени и 29 бронзени медали. Тоа е, можам да кажам, еден огромен резултат и успех како за нас како федерација, така исто и за нашата држава. Резултатите не се случајни, бидејќи ние за овој настан се подготвувавме во континуитет 3 месеци, имавме секојдневни тренинзи, тука и во салата на карате клубот Работнички, во Будо центарот Недеви во Кисела вода, така да имаме услови за вежбање и тие ги користиме максимално. И мора да истакнам дека децата се доста сериозни, значи започнувајќи од најмладите па до јуниорите, и беа редовни на тренинзи и затоа и постигнаа вакви одлични резултати. Каде се стремите до крајот? Што е се зацртано? Една од целта ни е Европскиот шампионат во Романија, но главна цел за оваа година ни е светскиот шампионат, кој што од 2 до 8 декември ќе се одржи во Куритиба, Бразил. Требаше да се одржи во Македонија, но за жал поради финансиски причини моравме да го откажеме. И без разлика на тоа, ние планираме да земеме учество на светскиот шампионат во Бразил и некој од наредните години светски шампионат, да исто така ни е голема желба да бидеме организатори во Македонија. Македонските надпреварувачи освоија 30 златни, 27 сребрени и 29 бронзени медали. Да, секако дека сум задоволна. Јас освоив 5 златни медали. Тоа се числа во 5-та категорија, од кои што сите успеав да го земам најдоброто место. Сега тие 3 беа поединечни, а 2 заедно со моите
со моите другари и другарки од клубот, значи тимни групи. Сега има ова беше Европски куп во Македонија, кој што јас на прв пат учествувам на куп во Македонија. Тоа е многу важно, бидејќи различно е чувството кога се надпреваруваш во Македонија некој европски куп, а кога се надпреваруваш на пример во другите држави, бидејќи тука се и твоите роднини, родители. Поголема мотивација. Да, поголема мотивација и така. Постресно е, но чувството е побавно. Берта, колку ти си задоволна од Европскиот куп и која беше твојата улога на Европскиот куп во Скопје? Јас за прв пат учествував како интернационален судија на овој Европски куп. Можам да кажам искрено дека сум многу задоволна, имаше дисциплина, добро бевме организирани и прилично би рекла дека се одвиваше како што треба. За прв пат судев и беше многу поразлично, зашто прв пат ја гледам другата страна од овој спорт. И лесно е да си судија или полесно е да се надпреваруваш? Не е лесно ни едното ни другото и за двете е потребна многу концентрација. Јас сум доста задоволна од мојот пристап дека во секоја категорија каде што учествував освоив по една медалја, нели златна, 5 злата значи. И имаше доста конкуренција, може да се каже. И имаше... Која борба ти беше најтешка или која дисциплина ти беше најтешка за освојување? Мислам дека катите, дека во финале ми се падна романка, тие се секогаш многу јаки, ама успеав да се изборам и ја победив. На Европскиот куп помина феноменално, имаше доста надпреварувачи, доста квалитетни. Нашата репрезентација што беше доста квалитетна. Секој ден имавме тренинг по 2,5 часа или час и пол. И секако дека со многу тренинзи и многу напори достигнавме тоа што сега овие резултати ги имаме. Во наредниот период каде ќе се стремите? Сега Романија има Европски куп, потоа во неафлогите да се одмориме малце на море. Исто како што кажа Антонија, значи Романија, неафлогите малце се одмориме и таму ќе има исто така турнир. После тоа имаме светски куп во Бразил, каде што ќе се потрудиме да освоиме што подобри резултати. Јас се викам Мати Мангаровски, имам 8 години. Ја на Европскиот куп освоив 3 златни, поточно 4 златни и 1 второ. Камелија се викам, освоив 6 златни, само 6 златни во катва, во кифон, кифон комите и ката тим. Јас се викам Боријан Цинадиновски, на Европскиот куп освоив 1 прво, 3 втори, 2 трети медали. Јас сум Мила Младеновска, на овој Европски куп освоив вкупно 6 медали, 4 златни, сребрена и бронза. Според вкупниот број на освоени медали, покрај Македонија како најуспешна, следуваат Романија, Кипар и Чешка. На Европскиот куп учествуваа 178 надпреварувачи од вкупно 9 земји. А во самата завршница од ова издание на Спорт 1 следуваат минути кои ќе бидат посветени на оние најверни и најупорни гледачи кои време е и да го тестираат своето спортско знаење, за истото и да добијат соодветна награда. Така да предлагам, доколку веќе имаме гледач на линија, да започне и наградната игра. Добро вечер. Ало, добро вечер. Со кого имаме чест? Со Стојанка Петровска. Прва дама. Тоа ме радува. Повелете, имате привилегија да бирате од 1 до 5. Од 1 до 5, ајде почнеме со единица. Ајде, 1 ТВ се во знакот на 1 и прашањето број 1 гласи вака. Кои две екипи ќе водат битка за овогодинешниот трофеј? Практично првата вечерашна тема. Академија Пандев и Македонија Ѓорче Петров, тројка. Токму така. За овој точен одговор добивате награда од Атлантик Комерц, фотелја фудбал, нашите пријатели имаат продавница на Битпазар и новоотворена Скопјанка. Сепак наградите се подигнуваат од просториите на 1 ТВ секој работен ден од 10 часот наутро па се до 22 попладне.
Остануваат уште 4 прашања. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Даниела. Даниела, повелете 2, 3, 4 или 5? 2, 3, 4 или 5? 5. Последното прашање гласи вака. За која екипа настапува најдобрата македонска фудбалерка Наташа Андонова, која всушност утре очекува голем фудбалски надпревар, финале во Лигата на шампионите. Број 1, женскиот фудбалски клуб на ПСЖ, на Барселона или на Лион? 2. Барселона. Токму така, Барселона. Вечерва и Наташа требаше и директно да во состојба да ни се јави. За овој точен одговор добивате награда исто така од Атлантик Комерц фотелја фудбал. Нашите пријатели, како што кажав, со продавници на Битпазар и Скопјанка ја доделуваат оваа награда. Остануваат 2, 3 и 4. Добро вечер. Добро вечер. Прво помашко вечерва, имате уште 3 неодговорени прашања. Број 4. Број 4, кој македонски фудбалски клуб има најмногу освоено куп трофеи? Работнички, Шкендија или Вардар? Вардар. Токму така, не гледавте, сигурно внимателно не следавте во првата вечерашна тема. За ова точно одговорено прашање добивате награда од Профит, протеински шейк, без ГМО и без глутен колаген. Остануваат уште 2 прашања. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Тој е Митов. Повелете 2. Прашање број 2. Кој македонски прволигаш за прв пат обезбеди пласман во квалификациите за Лига Европа? Академија Пандев, Македонија, Ѓорче Петров или Силекс? Академија Пандев. Токму така, финалистот во Купот на Македонија, Академија Пандев, веќе и практично го завери својот билет за излез на европска сцена оваа сезона. За ова точно одговорено прашање добивате од Профит протеински шейк, без ГМО и без глутен со додадени минерали, витамини и колаген. Останува уште едно неодговорено прашање, последно за вечерва, со кого имаме чест. Ало, добро вечер. Добро вечер, кој ни се јавува? Оливера. Оливера, вие немате право да бирате, бидејќи остана уште прашањето под број 3, кој е новиот председател на Кошаркарската федерација на Северна Македонија? Тодор Гечевски, Перо Антич или Петар Наумовски? Перо Антич. Токму така, Перо Антич од оваа недела го наследува Петар Наумовски на председателското столче во Кошаркарската федерација. Добивате награда од Атлантик Комерц, исто така фотелја фудбал. Нашите пријатели имаат продавници на Битпазар и во Скопјанка. Наградите, како што кажа, повторувам, можете да ги подигнете од просториите на 1 ТВ од понеделник до петок, од 10 часот наутро па се до 22 попладне. Тук со кое не следевте и во ова спортско издание, и ви закажувам нов спортски термин веќе следниот петок 22 часот. До тогаш, пријатно имајте убав викенд.